На седницата беа разгледани одобрените проекти од програмата за регионален развој за 2016 година. Реализацијата на проектите одобрени од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за минатата година, кофинансирањето на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион за 2016 година и текот на реализацијата на проектот Интегрирана мрежа за регионален развој која е финансиски поддржан од UNDP. Градоначалниците разгледаа информацијата за аплицирање на проектот во програмата за Јапонската амбасада и можностите за подпишување на меморандум за соработка помеѓу Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион и 9 општини во Пелагонискиот регион. Навистина интересни теми, интересни точки кои што побудија голем интерес кај присутните, кај градоначалниците од општините кои што гравитираат околу Пелагонискиот плански регион и наопшто задоволство е она што може да се каже дека во текот на изминатата и оваа година реализирани се или во фаза на реализација огромен број проекти како никогаш досега кои што во голема мера го подобруваат квалитетот на живењето на граѓаните од овие општини, а од друга страна исто така значат едно интегрирање, едно вмрежување на тие општини кои што гравитираат околу Пелагонискиот плански регион. Оваа градежна сезона Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион ќе реализира уште 5 дополнителни инфраструктурни проекти кои што туку беа одобрени за финансирање во рамките на програмата за регионален развој на Република Македонија во вкупна вредност од над 21 милион денари. Станува збор за проекти кои што се лоцирани на територија на повеќе од општините во регионов. Ќе споменам дел од нив, значи ќе се инвестира во нова сообраќајна клучка во нејзино осветлување на територија на општина Ресен, ќе се интервенира инфраструктурно на регионалниот зелен пазар во Прилеп. Ќе продолжиме со активностите кои што одат во насока на превенција од поплави во Пелагонискиот регион, со тоа што на територија и на општина Могила и на општина Новаци повторно ќе имаме уредување на дел од коритата на реките Шемница и Црна. И исто така ќе се инвестира во збогатување, односно зголемување на квалитетот на туристичката понуда во општина Долнени. Станува збор за надалеку познатиот традиционален фестивал Пеце Атанасовски, кој што практично ќе доживее едно модернизирање, локацијата на кој што истиот се одржува ќе биде комплетно изградена со бина и ќе биде набавена опрема која што е потребна за да истиот се одржува. Ќе се интервенира и на дел од патишта во општина Кревгашни, така да практично сите овие проекти директно придонесуваат кон регионалниот развој во нашиот регион во Пелагонија. Пред градоначалниците беше презентирана и можноста за соработка со Германското друштво за меѓународна соработка. Седницата беше затворена со презентација на информациите за учеството на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион на меѓународната конференција за активен туризам во Охрид, која се одржа во периодот од 10 до 12 мај оваа година.